Нашата дружба, почитувани гледачи, со Јоце Панов продолжува. Се наоѓаме во еден прекрасен амбиент, многу убав. Да. И скопјаните би поза да виделе, нели? Дефинитивно. Дефинитивно не случајно го одбрав ова место. Значи Angels кафе. Тука сум некако на самото отварање, значи кога беше оваа година во февруар или март месец, значи скоро нов е кафичот. Значи тргна со тебе? Да, пеев на самото отварање и ето од тој ден некако овде се чувствувам како дома. Така. Сега е рано наутро, а нашата прва рубрика е како значи ти почнува утрото или денот. Дали со кафе? Од прилика вака нешто. Да, еве јас топло чоколадо, ти кафе, кој што си пие, тоа си нарачува. Секогаш практикувам со овои девојки. Значи дали ќе надвор, значи или дома, практикувам да пиеш кафе. Испиеме на шолја кафе, од прилика макијато, турско избегнувам ради гласни вежици. Ете така ми кажа, може не е точно. Јас не знам затоа што не пијам, меѓутоа сигурно што ти кажале, сигурно е точно. Од прилика така ми започнува денот, морам да имам доста низок притисок и морам секогаш да се освестам убаво пред да почнам со обврските што ги имам преку ден. Цигари не пушиш воопшто? Тоа не, тоа среќен сум што не пробав никогаш. Алкохол? Многу малку, некогаш на настапи само и во добро друштво. Така. Имаме овдека интересно нешто, витаминска бомба, така? Кажи ова е ти. да. Да, ќе пробам јас, па еве и ти. Ова е еден витаминска бомба, да, специјалитет на Angels кафе. Значи многу овошја. Да, практикувам да го пијам овде, има доста овоше, значи портокали, цвекло, морков, нешто прекрасно. Те наведувам во тој правец за да те прашам дали, еве, што сакаш да јадеш? Дали овошјето има приоритет кај тебе во испраната или? Да, дефинитивно. Сакам многу и месо, морам да признам дека сакам многу месо, ама убаво сготвено месо. Значи не суво, него убаво сготвено месо, повеќе. Сочно, течно, повеќе така. Сочно, да. Значи обожавам телешко, обожавам месо од див зајак, од срна. Така, кој е задолжен за да го подготви сето тоа? Па, добро, повеќе... Ти рече, кога се договаравме, дека се наоѓаш повеќе околу супите и јајца, да? Да, дефинитивно. Дома знам само тоа, значи супа кога сум волен да си направам. Кој го подготвува дивиот зајак убаво? Дивиот зајак, мајка ми морам да ја пофалам. Значи мајка ми било кое месо го прави мозок, значи се топи. Има специјални фолии, специјални садови во кои го приготвува сето тоа. Мајка ти се вика? Василка, Васка, да. Васка. Поздрав ако не гледа. Мора да гледа. Мора да гледа. Што мене отци во емисијата нешто плюсокат. Дефинитивно, а кога одам по ресторани, претежно сум повеќе по ресторани, така и ручам и доручкувам. Ете, таков ми е животот во Скопје, бидејќи таму не е, значи мојата фамилија, јас сам живеам во Скопје и морам да се хранам по ресторани, по сендвичари, значи тоа е малку лошо за организмот, ама меѓутоа тоа е тоа. Додека кој ќе се оженам, ете така. Меѓутоа тоа ти рече малку ќе попричекаш, нели? Пример, затоа што сестра ти 20 години има и веќе се омажила во Струмица, така? Да, сестра ми и брат ми се многу помали од мене, многу. Не се многу, ама ете, се помали од мене и веќе се во брак и двајцата. Веќе се во брак и двајцата, имам две внучиња прекрасни. Тоа од братот? Од братот Ива и Димитар, кои се 4 и 2 години. И мислам дека ете таа љубов кон деца ја надополнувам со нив и така некако ќе се воздржам од свој брак, да, додека ја правам кариера. Тоа следните 5-10 години што планираш да знаеме? Затоа што ова ќе остане нели запишано, забележано. Следните 5 сигурно не, така планирам. Сепак тоа е Божја сила и Божја волја. Така. Јоце, значи рече кафенце задолжително и после како ти продолжува денот? Што имаш, еве, на што даваш приоритет во текот на денот? Што правиш? Во последно време. Еден обичен ден зборуваме, нели, кога немаш настапи, телевизии или снимање. Значи, ќе кажам во последно време, периодот, значи што се случува овие месец-два уназад, наназад, односно ете. Значи, секогаш повеќе сум дома, бидејќи ете го спремам новиот албум. Значи, дома направив некое мое домашно студио. Што ги добивам песните, значи од Загреб и од Белград, ги работам дома, ги снимам,
пробувам како, што, значи тоа Значи, тоа ми е 100% преокупација, насочен да. кон музиката. Преокупација ми е дефинитивно последниот период, бидејќи навистина правам еден проект кој е малку посериозен, малку многу повеќе посериозен. Така. Еве, значи, кога ти завршува денот? Мојот ден, кога почнува наредниот. Наредниот. Така некако. Не, навистина. Спиеш многу или малку? Спиам многу, ама многу лошо спиам. Ете, го научив некако метаболизмот да спиам повеќе ден отколку ноќ. Ноќ е од настапите, значи кога имам настапи петок, сабота, недела ми се до секогаш до 3-4 минимум. Значи додека се вратам дома 5-6 със сигурност, значи секогаш си легнувам некаде во ден. Кога ние стануваме. Да, и затоа ми се поремети малку, значи, метаболизмот. Ама ете, последниот период пробувам некако, значи, синоќ си легнав у 1, што е Рано? Што е за мене многу рано. Тоа е рано. Тоа што требаше во 9 веќе да се најдеме пред македонска телевизија, затоа во 9, ама во 4 заспав, ете. Ете, пак, значи, навиката. Проблемите и навиката, ама се трудам полека да го сменам начинот на живот. Така, кога си дома, што сакаш да подпевнуваш најчесто? Павароти го обожавам, значи го обожавам, нон-стоп сум на YouTube и слушам. Да? Тоа е пеач за мене што мислам дека без разлика дали е класична музика, дали е забавна, дали е било каква, тоа е пеач што е според мене, тоа е пеач што треба да сите учиме како да се пее. Без разлика кој стил после ние ќе се предодредиме, ама начинот на добро пеење е така. И ти ќе ни одржиш сега еден час краток од една минутка од добро пеење. Ајде во живо, повели. Па сега одма. Веднаш. Може да го ставиме за другиот блок тоа? Не може. На лице место веднаш. Не знам. Ова не спремни, меѓутоа, нели така на препад се фаќаат луѓето, нели? Да те замолам, молим те. Молим те за наредниот блок. Нема. Знам дека се шегуваш. Морам да се подготвам. Не знам више што би запеал сега и мислам дека... Едно рефренче ти што сакаш. Пошто сме надвор. Јас те слушам, немај гајле. Што би запеал сега? Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. Од прилика... Така. Ќе продолжиме ние во текот на денот, меѓутоа ова е сега рано наутро. Рано наутро и се уште се будам, да. За почеток доволно е. Ете, hello, значи здраво на сите, добра песна. Така, здраво на сите.